Добар ден, драги ученици. Добро дојдовте во седмо одделение и на часот по историја, кој што ќе биде материјал кој што ќе биде приложение на она што го учевте минатата година. Ако се сеќавате, во шесто одделение завршивте со Римската империја, па сега ќе продолжиме нешто што влече последици од постоењето и владењето на самата таа Римска империја. Јас сум Слободан Трајковски, наставник по историја во Основното училиште Круме Кепески. Влегуваме во нов учебник и нов материјал кој што ќе го разработува средниот век. Ако памтите, во шесто одделение тоа се учеше како се дели историјата, тоа е стариот век кој што го изучувавте минатата година, средниот век кој што ќе го изучувате во седмо одделение, нов век во осмо одделение и на новото време во деветото одделение. Сега ние ќе задржиме на средниот век, периодот кој што се наоѓал во средината помеѓу стариот и новиот век, и сите карактеристики кои што се значени за овој период. А што е најзначено за овој период? Тоа е феудализмот. Тука и почнува оваа лекција. Се среќаваме со едно сосема ново општествено уредување, феудализмот, кој што ќе го замени робовладетелското владење кој што беше карактеристично за стариот век, кога имавме робови. Сега имаме феудализам. Средниот век е карактеристичен по феудализмот, каде што веќе немаме робови, но имаме закрепостани селани кои што биле, да речеме, слободни, но сепак биле врзани за земјата која што била доделена на управување, на работење. Напишете го насловот на првата лекција, општи карактеристики на средниот век. За часот по историја само ќе ве потсетам, како и минатата и за оваа година, ќе ви треба учебник за седмо одделение, тетрадка, независно голема, мала, широки линии или тесни линии, и препорачувам да си имате историски атлас или макар географски атлас, каде што ќе ги пронаоѓате географските поими кои што ќе бидат спомнувани за време на изучувањето на материјалот, и на тој начин ќе може да си ги проширувате и утврдувате знањата кои што ги стекнуваме за време на лекциите. Запишете првата точка, поим и значење на средниот век. Како што кажавме, најголемата карактеристика на средниот век ќе биде феудалното општество. Средниот век започнал, што се однесува до Европа, со падот на Западното Римско царство, односно падот на градот Рим од 476 година, односно од 5 век се до 17 век, период кој што е карактеристичен за тоа феудално уредување или феудализам. Со распадот на Западното Римско царство се создаваат услови за создавање на феудализмот. Што представувал феудализмот? Замислете дека целата територија, целата земја, сите богатства кои што ги поседува една држава, да земе Византија како една голема империја во текот на средниот век, целото богатство и целата земја е поседувана од царот или од императорот, кој што подоцна ја дели на своите најблиски соработници или на своето најблиско семејство, кој што ја делат на некои значајни благородници како рицари, барони, а тие подоцна ја доделуваат таа земја на обичното население, односно населаните кои што биле закрепостени, немале право да го менуваат своето место на живење. Значи, оние кои што ја поседуваат земјата се викаат феудалци, самите поседи или земја се викала феуди, и на крај биле закрепостените селани. Исто во ова ќе го спомнеме и во последната точка, на третата точка од лекцијата. Целиот среден век трае од падот на градот Рим во 476 година до неколку значајни настани кои што се случиле во 17 век, како што е, например, индустријската револуција, дури некои историчари одат и подоцна. Запишете втората точка, периодизација на историјата на средниот век. Средниот век, како и останатите историски периоди, останатите три историски периоди, се има подпериоди кои што е поделен. Тоа се три периоди. Првиот период е раниот феудализам, од кој што се протега од 5 до 11 век, каде што се создаваат основните општествени услови и односи во државите
и траел, да речеме, релативно долго, кој што бил вовед во вториот период, развиениот феудализам, кој што го достигнал својот врв во меѓусебните феудални односи во самите држави и доцниот феудализам од 15 до 17 век, кога веќе во некои држави паѓа значењето на паѓа се губат вредностите на тој феудален систем, на тие феудални односи и полеска феудализмот ќе премине во капитализам. Што значи тоа? Дека веќе поседите, односно земјата, нема да биде целосно во рацете на феудалецот, односно на црквата или на кралот, на царот, туку веќе ќе почне да имаме приватна собственост, а тоа ќе биде капитализмот. Во овој доцен феудализам, кој што се протегал од 15 до 17 век, е преоден систем од феудализмот во капитализам. И запишете последната точка од лекцијата, третата точка, основни карактеристики на феудализмот. На втората страна од лекцијата имаме убава пирамида на односите во феудалните држави. Ако ја памтите пирамидата на општествените односи во минатата година во Египет, учевме како било, нели, фараонот стоеше на врвот на државата, па како беше општественото уредување во Римската империја, во Спарта, во Атина, во Античка Македонија. Сега имаме една таква пирамида на општествените односи во самите феудални држави, каде што на чело на пирамидата стои кралот. Спомнавме дека тој ја поседува целата територија на државата и сите богатства кои што се наоѓаат во нејзе. Под него доаѓаат неговите најблиски соработници, односно високото благородништво. Под нив доаѓаат витезите, рицарите, бароните и на крајот најдоле доаѓаат закрепостените селани. Што значило закрепостен селанец? Тие се најнискиот слој, односно и најбројниот слој во општеството, кои што имале најмалце права, толку малце права имале што дури не смееле да го менуваат своето место на живење, односно земјата која што им биле доделена од погорните слоеви, односно од феудалците, тие не смееле да ја напуштат. И сега, например, тие не смееле да се побунат ако е неквалитетна земјата, ако е мучурливо земјиштето, имало разни непогоди, ладно е, топло е, тие во никој случај не смееле да го менуваат место на живење, а морале да платат данок онолку колку што ќе им биде наложено од повисоките слоеви на феудалците. Тоа се главните карактеристики на феудализам. Една работа која што многу често се случувало, тоа било феудалната анархија. Што представува феудална анархија? Доколку овие големи земјопоседници не се задоволни од владењето на кралот, тој не се вложува доволно, не е заинтересиран за развој на државата, ги губи битките едно по друго, едноставно не е заинтересиран за водење на државата, тие можат да си го отцепат делот кој што им бил од самиот крал доделен и да си го и воопшто да не му плаќаат даноци на кралот. На тој начин кралот би бил сменет, државата би одела во пропаст, бидејќи ќе нема од што да се издржува самата држава. Тоа би биле основните карактеристики на феудализмот и на средниот век. Првата лекција во вашиот учебник направиме еден краток вовед во она што ќе го изучуваме во текот на седмото одделение ваше, односно во текот на ова учебна година. За дома ќе ги одговорите прашањата, односно задача на првата страна од лекцијата. Истражувајте на втората страна од лекцијата, задача на втората страна од лекцијата и пожелно е да се нацрта, убаво е да се нацрта пирамидата на меѓусебните односи, односно на феудалните односи во државите во средниот век, односно во феудалните држави. Ви посакувам среќна учебна година и се гледаме во друга прилика. Ви праќам голем поздрав.